Што е прозорецот на Ames и зошто ни го збунува мозокот? За да го излажеме мозокот, потребни се неколку едноставни работи. А тоа се трапезоиден прозорец направен од картон, едно пенкало, пластелин и конец. Земете го конецот и протнете го низ еден од отворите на прозорецот. Направете чворче и сега илузијата е готова. Суштината на оваа илузија е тоа што нашиот мозок не може да знае дали прозорецот се врти или само осцилира. Ние живееме во простор опколен со правоаголни предмети, како што се вратите, прозорците, столиците и масите. Сите тие имаат агли од 90 степени. Ако погледнеме правоаголник од друга перспектива, тогаш тој ќе ни изгледа како трапезоид, но нашиот мозок знае дека станува збор за правоаголник, па се обидува да ги исправи аглите за да добиеме правилна форма. Но тоа не е случај со прозорецот на Ames, кој има неправилна форма. Сега ќе ви покажеме како вашите предрасуди ви оневозможуваат да ја видите реалноста. Земете го прозорецот, пенкалото и пластелинот. Пенкалото треба да се прицврсти за една од дупките во прозорецот, а во тоа ќе ни помогне пластелинот. Сега имаме се што ни е потребно за да ја видите илузијата. За подобро да ја видите, потребно е да наблюдувате само со едно око. Сега на сцена треба да стапи научникот во вас, затоа што секој од нас светот го гледа различно. Обидувајте се со различни позадини, менувајте ја брзината на вртење, ставете го пенкалото во различна дупка, наблюдувајте го прозорецот од поблиску и од подалеку. Во еден момент ќе го видите пенкалото како се движи во спротивна насока од прозорецот. Невозможно, нели? Скенирајте го кодот за повеќе експерименти кои се наоѓаат во нашето научно пакетче.